Здраво на гледачите на Емне. Добро дојдовте повторно во една лајф дружба. Денес нам огромно задоволство ќе позборуваме нешто повеќе за фитнесот, совети за здрава исхрана и здрав живот. А сите тие прашања ќе ги добиеме од светскиот вице-шампион во бодибилдинг, а сепак наша гордост. Станува збор за Тоше Зафиров. Тоше, добре дојде во мојата лајф дружба на Ема.нет. И пред се сакам да се заблагодарам што веднаш ја прифати мојата покана и што денес си мои гости. Здраво, здраво. Најпрво добро ве најдов. Поздрав до сите ваши гледачи и благодарам на прекрасната најава. Како си ти? Супер, денес почнуваме официјално со нашите фитнес центри, малку работно, но супер. Празнично. Како ти го помина деновите, месеците, нели, кога бевме во изолација, како со вежбањето, затоа што знаевме, нели, дека нема изговори, дека можеме да вежбаме и дома. Знам дека сето тоа ти, нели, падна тешко, и сега и фала Богу, нели, се отвараат и теретаните. Па можеш малку и околу тоа, нели, да ни кажеш кои се мерките, нели, за заштита во теретаните, што и како треба, кои мерки, нели, треба да се почитуваат? Па искрено, овој карантин, додека беше и ова изолација и ово све, мене лично не ми падна многу тешко, напротив, сето ова ми дојде некој со оглед на тоа дека се спремаме за навистина престижно такмичење и да имаме ни професионални припреми, бидејќи освен вежбање, јадење, спиење, одмарање дома, други активности никакви нема. Знаеме дека се беше затворено, немаше каде да се оде. Ние живееме овде близко до водно, имаме горе стази за трчање, секој утро скоро сме горе на водно, кардио правиме на отворено обично. Супер. И дома имаме неколку кардио справи и за голема среќа го имаме нашиот фитнес центар, каде што јас и мојата сопруга можевме да ги обавуваме нашите тренинзи, така да ниеден тренинг буквално не пропуштивме за време на овие, додека беше овој карантин. Мислам дека имавме успешни припреми до сега, сигурно ќе продолжиме сега уште помотивирано, бидејќи сепак цело оној народ, цела она мотивација, цела она дружба ни фалеше во теретаните нормално, како и на сите други и нас. И плюс и од финансиски аспект не е се исто. За мерките почнавме денес со работа, ги припазуваме сите мерки што може. Вчера направивме последна дезинфекција на целата теретана и чистивме убаво како што треба, дезинфицираме сите справи, гардероби, тушкабини се. Денес сите вработени ми се со заштитни маски, на влезот има за дезинфекција на обувки, внатре имаме за дезинфекција на раце, имаме дезинфекција специјално за насправи за приблишување, така да сите оние мерки препорачани што се од влада ги припазуваме и треба сите да ги припазуваме како за наше добро, така и за сите околу нас што се оние, за да бидеме сите поздрави нормално. Да, како што знаеме, нели веќе почна да се отварат и кафаните, рестораните, но сепак остануваат тие препорачани мерки кои што, како што кажете, самиот треба да ги почитуваме за здравето пред се на нас самите, но и на луѓето, нели, кои што ги сакаме. Па така да може, нели, да се започне со трензитите, ти си тука, нели, за секој совет. Во тоа не се сомневам. Тоше, зошто баш го одбра овој спорт? Па можам да кажам дека најпрво почнав да се занимавам со фудбал. Добро. Но не успешен баш фудбалер, не многу талентиран. Некако не отиде во тој правец. Стигнав до втора лига, најмногу толку беше завршно. Добро и тоа. Може да се заблагодарам на тренерот, бидејќи види во мене не таленти и на време ме прекина со фудбалот, така да потоа Тоше доста, нели? Да, комашинот мој приедни гости кај нас ни донесе книга од господинот Петар Челик. Тогаш имав околу 15-16 години и навистина она ме фасцинира како изгледаше во тоа време, бидејќи првпат видов човек од нашите простори што изгледа така. До тогаш на некој филм ако имавме видено нешто. И сите оние справи за вежбање што беше текчиње, пробавме нешто најпрво дома, потоа отидов кај Паково неготне на мала теретана, но катче кој што денес си го посетувам, навистина ми буди едни предобри спомени, бидејќи таму беа моите почетоци на 16 години. Потоа отидов до војска и веќе на 17-18 години излегов на моето прво јуниорско такмичење. Од тога се роди таа љубов, едноставно тој начин на живот, бидејќи навистина бодибилдингот како спорт кога го гледаме
од надворешен аспект, луѓе што нема доволно познавање кон тоа, гледат луѓе со мускули, сетовирани, избричени глави, сето таму изгледа некој хулигански, тепачи, вратари, сето она. И јас кога гледав порно такви ликови, тоа го мислев за нив, но видов дека тоа е сосема спротивно тоа сето што е физичкиот изглед, бидејќи физичкиот изглед е нешто што го градиме во теретана со многу дисциплина, со многу вежбање, со правилни исхрани и сето тоа, а човек тоа што го има во душа и во срце, тоа се стекнува дома, домашно воспитување, или го имаш или го немаш. Можеш да видиш и 50 кила слаб, па да видиш најзлобниот човек на светот. Можеш да видиш и 150 кила најголемиот билдер, па да видиш со најмеко срце. Така да физичкиот изглед не е пресуден, но ми се допадна таа дисциплина што има сето овој спорт, таа тежина што ја носи со себе. Потоа на сет тој успех кога ќе се израдуваш после она што се измачува за време на припреми и сето тоа, така да едноставно живеам со ова и веќе 24-5 години активно се надпреварувам. Еви мојата сопруга веќе 5-6 години со мене, нашите деца веќе почнуваат по овие стапки и уште како мал копнев по ова, сонував, го сакав ова и затоа секој знам да кажам младите да живеат за своите соништа, да имат своји соништа, но и да работат да се остварат нивните соништа, а тие се остваруваат ако ги сакаме искрено и работиме да се остварат. Да се трудиме повеќе за да си го живееме својот сон. Бидејќи нема ништо поубаво од тоа. Да го работиш нели тоа што го сакаш. Тоша, која е тајната за да бидеш успешен билдер? Некоја посебна тајна нема. Треба навистина многу дисциплина, многу труд, многу работи да се отргнеш од животот, да се посветиш на ова. Но јас зборам за професионален бодибилдинг, како што сме ние, кои што се надпреваруваме, бидејќи знаем за надпреварување, сега за ова последно такмичење работиме веќе 6-7 месеци до сега, имам уште 5 месеци, тоа значи дека е на цела година на навистина строга диета. Кога зборам строга диета, буквално навистина многу малку намирници, многу малку храна и еве сега оваа недела бидејќи јас имам тренер од Америка и секоја недела го менјаваме начинот на исхрана и тренинг. Оваа недела буквално сум само на пилешко и на салата, немаме ни јаглени хидрати ни ништо, така да вежбаш 2 пати во денот без јаглени хидрати, без шеќер, со многу малку масти, здрави масти, навистина телото тешко го поднесува тоа и треба да си психички премногу јак за да го издржиш и преброди сето тоа. Бидејќи навистина и ние сме живи луѓе и ние имаме потреби од благо и од солено и некогаш и од тие тестенини и од сето она што гледаш околу тебе, сите што го конзумирате ти не можеш или сето она поуште полошо што мирисе убаво, а што не можеш да го пробаш. Но како што кажав, кога има човек цел и кога работи и кога знае кон што се стреми, лесно е, се препродува сето тоа, тежината останува позади нас и успехот исто така останува позади нас, кој што никој не може да го занамери, никој не може да ти го одземе никогаш. А додека за рекреативен спорт, навистина ова е премногу благодарен спорт, бидејќи вложуваш во твоето здравје, што е пред се, во твоето тело, кој што е, јас знам да кажам често пати, единствено место каде што мора да живееме. Ние може да смениме и куќи, и коли, и држави, и градови, и се, но телото не може да го промениме. Значи, тоа е единствено место каде што мора да живееме. И мора да го негуваме, бидејќи колку ќе вложиме во него, толку ќе ни возврати и тоа. Така да препорачувам на сите да се хранат здраво, да спортуваат, не мора теретана, било кој спорт, но важно да спортуваат, да имат физичка активност, колкото може поздраво да се хранат, да можат да одмарат, да спијат навечер, бидејќи сонот е многу битен и така да ќе ги остат бенефитите од сето тоа. Јас имам многу пријатели кои што знам на после 40 година влегуваат кај мене во теретана и сега после 2-3 години не може да поверуваат колку поубаво се чувствуваат, колку е самодовербата повеќе храната. Да, многу. Така да препорачувам на сите да спортуваат и исто така и за младите. Единствен начин за да ги отргнеме од сите овие пороци е спорт. Бидејќи со било кој спорт да се занимава млад човек, најпрво ќе го земам јас теретаната, ќе ја земам бидејќи тоа го работам со години и години. За да влезе во една теретана млад човек, треба најпрво да размисли дека треба да отиде во теретана, дека треба во 5 часот да биде во теретана. Значи временски веќе времето му е испланирано. Потоа треба да дојде во теретана. Па таму стекнува нови пријателства, нови другарства кои што се збори за здрава храна, за сето она што е здраво, вежба, вложува во себе, се враќа дом, веќе размислува на здрава храна, утре дента порано станува да има оброк, здрав оброк, така да веќе стекнува некои здрави навики
и нема ништо поубаво од спорт. Така. Точно да се надоврзаме на твојот одговор, нели кажавме дека треба многу труд, многу трпение за овој спорт. И исто така нели треба да се откажат од некои задоволства кои што претходно ги внесувале. Како се тоа да се истражи, како да се успее, нели знаеме дека на почетокот секогаш е тежок и секогаш те мами нели да земаш некое сладко задоволство, па како тие да се воздржат во сето тоа? Па нормално дека не маме, но исто до денес има толку алтернативи за сето она што го имаме со оние прости шеќери, она бело брашно, да го замениме со поздраво благо и со сувовош и имаме толку и здрави храни денеска, така да денес не е воопшто тешко. Овие со овие протеински напитоци е повкусно од секој чоколино и медолино и се она што знаеме од порно што беше. Така да во врска со истината не е тешко, посебно со оној рекреативен дел воопшто не е тешко. Ти кога можеш да се направиш 4-5 оброци во текот на денот во помали количество кои што можеш да внесиш на вистина здрави намирници, да бидат сепак и вкусно направени, така воопшто не е тоа тешко. Тешко е кога ти е ограничено сето она за јадење, кога имаш само 200 грама пилешко и 100 грама крставички и треба да чекаш уште 3-4 часа за следниот оброк, ета психички малку потешко. Додека ова рекреативното воопшто не е тешко, никој не треба да мисли на тоа и кога ќе го почне сето тоа да го конзумира, кога ќе види колку поубаво се чувствува, колку е полесно, така тоа нема да биде тешкоте, туку да, сигурно. Така. Тоша, што е најважно во овој спорт и знаеме, нели дека секој организам е различен. Па за колку време ќе бидат видливи сите тие резултати? Со оглед на тоа дека ние навистина со многу клиенти работено, како што кажа ти самата, секој организам е различен и секој организам различно ли прифаќа дали е вид на исхрана или дали е тренинг. Треба полека и стрпливо да работиме сето тоа и ја никогаш не препорачувам и со моите клиенти кои што работам да работиме некои диети кои што се навистина тешки и стрпувачки, имакотрпни тренинзи и сето тоа за да добиеме резултати за месец-два. Туку сакам да го работиме сето тоа етапно. Ако сме доручкувале на пример бурек, да го тргнеме бурекот, да почнеме со овес, корфлекс, со некој здрав доручок, со јајца или било што е она здравото. Потоа почнувам и вечера полека да тргнеме она нездраво што сме јадели грицки, мицки, сето тоа да го истргнеме, да почнеме со здрава вечера, дали риба или пилешко со салата, било што, и така да дојдеме до еден план за исхрана кој што не одговара на нас. Исто така и со тренинзите, секогаш почнеме со кружни тренинзи за цело тело постепено, секогаш препорачувам да биде, нека биде тоа побавно, но нека биде побезболно и поздраво, бидејќи лошо е ако бидеш како едно црвено, убаво румено јаболко на 30 од црвието. Тоа е многу лошо. Џаби изгледаме убаво ако не го заштитиме здравието во себе. Така што препорачувам пред се да внимаваме на себе внатре што го имаме тоа, потоа за надворешниот изглед. Полека сеч си дојде на свое место, само треба да имаме, како што кажав, наистина голема желба да имаме и да сакаме да постигнеме резултат, да, нормално. Добро, Тоша, грицките, благото, колку пати во неделата може да ги внесуваме? Немаме потреба од ништо од тие работи. Не знам која е потребата на човечкиот организам од сето тоа. Тоа е само една илузија која што е створена и гледаме на телевизија како рекламираат милка и ни се јаде милка. Значи сето она што е лошо што го рекламираат, сето она на мозокот му дава некои сигнали дека тоа е сладко и дека тоа е убаво. Ако знаеме дека се што малите деца сака да јадат, значи тоа се што е сладко се е нездраво. Треба да се одбереме навистина здрави намирници, бидејќи не гледам ништо здраво во тоа и зошто би внесувал џубре во мојот организам. При толку ние сме прекрасна земја која што имаме здраво овошје, зеленчук, која што имаме сега навистина убаво и месо и сето она, и сега ние при сето тоа да го занемариме и сега што излегуваат овие лубеници, дињи, цреши, јагоди се, ние да јадиме вештачки шеќери. И не знам што е тоа всушност, дали е шеќери, Бог знае што е тоа што го јадиме. Нема потреба. Гледам колку што може и на моите деца да ми укажам така дека нема потреба таква храна, бидејќи имаме навистина здрави намирници многу за јадење. Па така да треба малку и за тоа да обрнеме нели внимание да се храниме здраво. Кој што велиш дека тоа сепак е важно и за нашето тело, нели тоа на кој што го внесуваме ни помага при правење на некои вежби. Додека сме кај вежбите, вежби за согарување на изобразување на масти. Обично за топење на масти, јас лично работам кардио на гладен стомак, наутро.
Бидејќи тогаш телото веќе ги има истрошено на резерви и единствено место за енергија што го црпе е од мастите. Така, разлучувајќи ги масните наслаги, топиме од нив, добиваме енергија за да може да направиме кардио. Кардиото е различно, кај од 40, 50, 1 час, повеќе од час и 10 минути не ми е кардиото, потоа работам и стомачни наутро и тоа е докажано дека е најдобар начин за топење на масти. Исто така е добро и после тренинг може да направи, бидејќи и тогаш е гликогенот истрошен и тогаш веќе енергијата нема од кај да црпи, пак црпиме од тие масти, бидејќи со тренингите трошиме она вишок енергија во текот на денот што збираме, или наутро. Така. Тоше, ај кажи ни нешто повеќе за вечерното вежбање во вечерните часови, дали може да се вежба, бидејќи јас кажав нели дека вежбањето е навистина многу важно за нашето тело и јас кога вежбам кардио или пилатес секогаш се чувствувам после многу подобро, попозитивно и сепак на мене тоа ми многу влијае. Сега, некогаш немам време да вежбам во дење, така да некогаш се има случувано да вежбам во вечерните часови. Сега, додека вежбам во вечерните часови, дали ние ќе ги постигнеме истите тие резултати, за колку време ќе имаме ние видливи резултати? Или, например, правиме некоја грешка што вежбаме во вечерните часови? Не, воопшто не е грешка. Јас кога сум модел на државна работа, искрено не така да подобро да се направи тренинг, колку да не се направи никаков тренинг. Нормално дека е резултатот побрз и повидлив е ако работиме наутро, збориме сега за кардио и сигурување на маста. Да. Но сепак, ако сакаме да изградиме малку и мускулна маса и да стопиме при тоа масти, е добро во текот на денот да конзумираме здрава храна и навечер да го направиме овој тренинг попладна, што кажуваш ти. Бидејќи кај мене секој тежински тренинг ми е попладна, околу 18-19 часот. Така со години и години работам и на некој начин се навикнав и кај мене во теретаната да вежбам тогаш бидејќи има најмногу гужва, а не сакам да бегам од луѓето кои што вежбат кај мене во теретана, напротив, сакам да гледат сето она што го вежбам, бидејќи навистина моите тренинзи се интересни и онака и нонстоп различни, така да не е грешка воопшто тоа што го работите. Важно е да работите. Добро, значи важно е да работам. Важно е да вежбам. Да. Добро. Тоше, пред и после тренинг, што треба да внесуваме и колку водата е важна за нашето тело? Пред тренинг најдобро е 2 до 3 часа претходно да се јаде. Бидејќи ако јадиме пред самиот тренинг, тогаш имаме тегоби, тежина и тешки тренинзите и не може да ги изработиме, а не можеме ни да согориме ни храната што сме ја внесиле. Така да тогаш може да кажам дека тој тренинг е за џабе фрлен во вода. А после тренинг веќе дека е добро да се јаде малку јаглени хидрати, протеини, нормално избалансирана храна, може и брзи јаглени хидрати, како што е овес или може банана после тренинг, така да после тоа веќе да јадиме здрава вечера или здрав ручек, зависи до колку часот вежбаме. Но пак ќе кажам, све зависи од тоа што сакаме да го постигнеме со нашето тело. Дали сакаме да качиме мускулна маса, дали сакаме да ослабнеме, дали некогаш ако сакаме да ослабнеме и после тренинг треба да јадеме можеби само протеинска храна, бидејќи ако внесеме јаглени хидрати, сепак веќе тоа не можеме да го истрошиме. Ја секогаш ми кажувам со најпрост пример дека треба многу по-малку да внесеме, многу повеќе да истрошиме за ако сакаме да топиме масти од нашето тело. Така, јас тука имам некои грешки направено, ама добро, сега знам. Сега ќе се исправам. Тоа е математика само. Да, добро. Тоше, имаш многу награди кои што го покажуваат твојот труд, твојот успех, кој што ние сме навистина многу горди. А може ли да исполниш некоја награда која што ти е тебе онака најмила? Ова често поставувано прашање ми и Или секоја награда знаеме дека носи посебна приказна, не? Секоја посебна приказна и посебна тежина, бидејќи навистина ова е баш како што кажав гладиаторски спорт, многу тежок спорт, бидејќи оној што го доживеа тоа може само да го искуси и да го осети тоа на себе. Не ние сега да кукаме дека тоа е многу тешко, дека тоа не е издржливо, дека тоа ние нешто глумиме лудило, но едноставно е навистина гладиаторски, макотрпен и црпувачки спорт, бидејќи
Покрај тоа што вежбаме по 4 часа во текот на денот, тоа е најмалиот проблем, тоа е нешто што го правиме со најголема леснотија. Проблемот се 20 час останати позади нас, кај што мораме да пазиме на храната. Мене ми случува и сега и порано и нонстоп тоа континуирано, во 3-4 наутро станувам, се симнувам доле во кујна, тропам, отварам, затварам само и си легнуваш, вода ќе се напиеш и пак гладен легнуваш, не можеш да заспиеш и тоа е. Така да сите награди ми се навистина драги, веќе знам колку труд сум вложил. Можам да ги издвојам кога станав апсолутен шампион на Македонија во Неготино. Веќе тоа беше такмичење кое што се одржуваше во мојот роден град, пред моите родители, пред моето семејство, пред моите другари од детство, моите пријатели, школски другари. Салата беше преполна со народ, баш се погоди и за Неготино кога е тој панаџерот, кога е септември месец, беше преполно навистина. И пред твоја публика кога ќе излезеш и сето она да го покажеш што го гледат пред тоа на интернет или на телевизија или на било што, е навистина гордост, посебно пред своите родители. И тоа е некој чувство што не може да се опише, например, тие моменти. А посебно ми е драго кога освои второ место на светско, веќе конкуренцијата беше навистина голема, околу 20 такмичари бевме што влеговме во полуфинале, 10 финале и од сите тие што илјаш и се спремале како и ја што се спремам. И сите се стварно добри, луѓе од Индија, од Германија, од цел свет буквално. Второ место да го освоиш и тоа 2 пати имам освоено, но првиот пат мислам дека тогаш беше незаборавно и нормално од кога земав она професионална картица, се натпреварам во она професионална лига, тоа е врвот на бодибилдингот што е. Искрено потајно посакував, но некако тешко се надевав дека можам некојаш да победам таму, бидејќи конкуренцијата навистина голема таму, навистина тешко. Но прво минатата година се спремав за 6 надпревари, во една година што е тоа премногу за еден такмичар. Луѓе што немат по 6 надпревари во целиот свој живот или кариера. И некако коцките успеа да се вклопат. На едно тие такмичење Будимпешта Про успеав да победам, на едно бе второ место, на едно трето. Навистина беше моја година, направив многу голем успех и таа професионална победа ми е најголем успех во мојот живот сега за сега. И така да тие ми се едни од потрагите, но што кажав, се ова позади мене нема нешто поубаво кога ќе поминам овде и кога ќе ги видам сите овие пехари, едноставно самиот на себе си гор, ти знаеш дека за своите деца, за своите внуци, за сите оние што те сакат, подржаваат, за твоето семејство, оставаш нешто позади тебе, нешто што не може никој да те го одземе, бидејќи самиот си го спечелил со многу труд, со многу мнака, со многу работа, со многу борба, со многу предизвици, така да гордост се ова позади мене. Но и се забележува дека сето тоа го правиш со многу љубов и им помагаш нели на другите, им даваш корисни совети, па и затоа нели секој успех е видлив. Со оглед на ситуацијата нели во која што се наоѓаме со коронавирусот, не можам ли да те прашам за некои идни планови нели идни надпреварувања, но дали нешто да очекуваме во иднина? Како стоат тие работи? Не, ние работиме, јас како што кажав на почеток, имаме надпревар во најпрестижниот надпревар во светот, што е во Лас Вегас Мистер Олимпија Аматер. Тоа е навистина нешто што е сон на секој билдер, бидејќи во Лас Вегас буквално се тогаш најдобрите од целиот свет собрани на едно место. И тоа е најпрестижното такмичење што може да постои. Работиме цела година за тоа надпреварување, немам ни едно надпреварување до декември. Требаш да биде такмичењето во септември, но поради короната е одложено за декември. Кај нас се извадени и карти, резервирано е све, котизација таму потврдено од страна на организаторите, учеството наше потврдено, така да се не е она организирано што треба. Имам и пријатели од Неготино, од Скопје, кои што живеат во Лас Вегас, кои што ќе ни помогнат на почеткот таму. Мојот тренер кој што живее во Америка ќе биде со нас. Така да се спремаме многу јако за ова надпреварување. Давам се од себе, навистина максимално, професионално и исто како ја така и Габриела ќе се надпреварува. Сега Супер. Не знам, бидејќи навистина конкуренцијата таму преголема, не сум некои очекувања никогаш, ни за едно надпреварување не сум давал дека ќе победам или можам да победам или било што. Овде е доволно рамо до рамо да застане со сите тие навистина што се најдобри од цел свет, да има да се запознаеме со тие сите билдери, да може да поразговараме, да размениме искуство, бидејќи тоа е лулката на бодибилдингот таму. Потоа планирам во Калифорнија да останеме неколку денови, таму е
една од најстарите теретани во светот, Gold Gym, кој што од 63 година датира навистина, што е многу одамна. Во таа теретана вежбат исто така оние што се најдобри од Америка, веќе таму се спремат најдобрите тренери се таму и тоа ќе биде едно големо искуство за нас. Потојно се надевам на успех, но не сакам ништо да зборам пред тоа, не сум бил до сега таму, се што е она што гледам само на интернет и да тоа што можам да го видам е навистина страшно, така да ќе видиме здравје Боже. Дај Боже да се вратиме со некој успех. Да, ние стискаме палци и веруваме во вас и на тебе и на Габи, па така да кога ќе пристигнете овде, здравје, се надевам дека повторно вака убаво ќе помоабетиме, ќе ги кажете сите ваши доживувања таму и па се надеваме нели пак со уште еден голем успех, затоа што знам дека вие двајца можете. Додека сме сега кај Габи, јас сакам да ја поздравам во овој момент, како што кажав, се надевам дека ќе разговараме заедно и со неа. Вие сте пар кој што може да бидете пример на многу генерации, како што функционирате на вистина феноменално. Па како еве совет, како треба да се негува љубовта, како да се има доверба помеѓу двајца партнери? Па искрено нема ништо поубаво кога работат двајца заедно. Кога двајца сте во тоа и кога двајца ги поминувате сите оние и добри и лоши работи, сите оние тешкоти и сето она што е и она што го работите со љубов и двајца навистина вродува со плод. Габриела премногу имаше познавање околу мојата искрено уште порано, бидејќи од деца сме заедно, ние и заедно дојдовме овде во Скопје, заедно живеевме, заедно се така почна таа приказна, така да таа беше од секогаш одговорна околу мојата искрена, што им беше изона преварување, беше кај нас се мерено, и јас само и давам список што треба да ми направи, таа точно знае колку јаглени ќе колку протеини, како треба да го заготви тоа, што јадам, што не јадам, оризот дали треба да биде измиен, не измиен, така да до најмали ситници. И до некаде 2015 година беше со мене на сите тие надпреварувања, но не се надпреваруваше. 2015 година прв пат се роди кај неј за некоја желба, онака која играше на вистина, беше тие посебно бикини фитнес е прекрасна категорија кај што баш она женствено тело се покажува, не некој мускулесто, туку она убаво извајано тело, баш да на плажа, она што знаеме да кажеме дека е. А јас во неа веќе почна да вежба. Таа видов на вистина дека има талент за сето тоа и предложив да почнеме се спреме, бидејќи знаев дека ќе успее, бев убеден во тоа, гледав како напредува и тоа со не пазање толку на храна и не баш некои тренинзи наменети за надпревар. За првиот надпревар кога се спремаше за државно првенство овде, навистина извади преубава форма и второ место успеа да земе, изгуби само од Марија Нацева, кој што беше тогаш и балкански шампион и европски шампион, така да тоа беше голем успех за нејзе. Бевме заедно на Арнолд Класик во Шпанија, успеа да влезе таму во финале во топ 10, во полуфинале, од 40-50 жени. Сега веќе после тоа успесите почна да се нижат за нејзе. Успеа да стане и прва на европско, прва на втора на светско. И сега во она што е спорт бикини категорија, мислам дека е навистина за не, бидејќи таа е над 35 години во категорија, неприкосновена таму и навистина се надевам и на нејзен успех на Мистер Олимпија, бидејќи мислам дека може да постигне успех. Генетски има добри предиспозиции за тоа и кога одиме на сите оние патувања, бидејќи ние патувањата и надпреварите ги организираме како еден вид одмор. Одиме за Италија, знаеме дека имаме надпреварување во сабота, стигаме во среда, 2-3 дена имаме за адаптација и под сето оној пат додека патуваме со кола, таа знае точно во оние стаклени да спрема точно што јадеме по пат, дури ми дава со лажичка да јадам додека возам, ќе застанеме. Сето она е и забавно, интересно, децата се обавезно со нас и после надпревар остануваме уште една недела најмалку за одмор, така да сето она го искомбинираме и да биде да се надпреваруваме еден вид релаксација и за нас и за децата да биде убаво, така да искрено да не е Габриела, не би се надпреварувала сега на овие години, бидејќи е тешко сам да го правиш тоа сега, од тука сам да одам за Италија, за Шпанија, за Германија, да акам, не би го правил тоа. А додека заедно е многу поубаво тоа што го правиме заедно и поддршка сме еден на друг и го работиме сето тоа и затоа мислам дека е главниот клуч на успех од 25 години што се надпреварувам, бидејќи спортот знаеме и кој да е спорт, 30-35 години максимално и се откажува еве бодибилдингот. Ја имам 42 години, така да мислам дека ова година може да биде најдобрата година за мене и благодарен сум
на нејзе што е со мене во сите тие мигови, знам дека и она исто така да заедно го споделуваме се и добро пловиме кон овој пат што го водиме се. Да. Јас убаво кажав тоа што вие сте нашата гордост и ние веруваме во вас. Како што кажавте, пример на многу генерации како треба да се функционира, дека пред се е сепак најважно семејството, вашата подршка која што си ја давате еден на друг, па и затоа имате и големи успеси. Ти ги спомена и вашите деца, кои што знаеме да видиме на Инстаграм профилот дека вежбате и заедно, со оглед на тоа дека живееме во едно стресно време, по кои вредности, доблести, кои совети ти им ги даваш нив кои што ви им се потребни во животот? Дали Троше е строг татко? Не, напротив. Сакам да имам комуникација со нив, сакам да бидам најпрво другар, па потоа родител. Нормално дека она за што треба да бидам строг и сум строг и ќе бидам таков до крајот на животот. Што мислам дека е лошо или ги вода некој лош пат. А синчето е повеќе наклонето кон учењето и науката, посветен таму повеќе, си вежба рекреативно, сака да посети теретана, посетува дома, повежбуваме, но гледам дека повеќе го влеча други работи и не инсистирам никогаш ништо да биде со сила. Веќе тоа е нивен живот, тие си го одбираат патот, тој има веќе 18 години, голем е. Самиот знае што треба да одпере во животот, паметен е, така да не инсистирам на ништо повеќе од тоа, тој што го посакува, сака да учи некои школи сега ми кажува Кембридж, Оксфорд, не знам каде да конкурира, така да изборот е негов, мој е само да го поддржам него колку што можам максимално. Черкичката има многу повеќе афинитети кон фитнесот и навистина има предобра генетика уште сега за тој спорт. Не инсистирав ни за нејзе. До нејзината 13 годишна возраст, кога наполни 13 години пред сега месец-два, викам татото, сега не ти викав ништо, сега сакам 2 пати неделно во теретана да доаѓа со нас. Не треба ништо повеќе. Почна 2 пати, еве сега доаѓа 3 пати во теретана и веќе ја гледам дека почнува да се храни на вистина здраво, не јаде благи работи, ништо, гледа ние што јаде и тоа, си држи диета, еве сега моментално надвор се сонче и боја да фати, така да почнува по нашите стапки, веќе размислуваме и на 15-16 години да ја спремам за надпревар, веќе навистина има предиспозиции, мислам дека ќе биде многу млад успешен спортист во ова и едно од најмладите надпреварачки во Македонија кои што биле, така да мене ќе им биде навистина гордост да излезам на бина, макар и за последен пат на надпревар со мојата сопруга и со Ангела заедно тројцата. Така да се надевам и тоа ќе го доживееме а потоа во незиниот успех не сумням, мислам дека ќе се нижат незините успеси и укажувам секогаш дека кои се придобивките од сето тоа, че не има нас како родители, има фитнес центар, утре може да се работи, секогаш може да се работи во фитнес центар, да се одржуваат тренинзи, така да идејата е пред нејзе, само да треба да се биде паметно, умно и тоа е, животот е пред нејзе. Да, и само храбро до незините успеси. Тоше, ти знаеш многу пати да кажеш дека животот не е лесен, дека си поминал низ многу предизвици. Па дали ти имаш некое мото кое што го користиш по секоја, например, знаеме дека животот носи и разочарување. Како сето тоа ти знаеш да го надменеш? Едно од моите мота е никогаш не се откажувам. Веќе тоа е нешто најлесно што може да го направиме и тоа е нешто што може да се каеме по тоа цел живот. Сум имал навистина многу тешки моменти, посебно на почеток кога дојдов во Скопје да работам, веќе работевме навистина за мала плата, имаш кири, немаш кола, имаш автобуси до работа, едноставно не можеш и финансиски никако да преживееш, тоа се тешки моменти. Потоа и Габриел кога дојде овде се мачи со дете, например, не можеш да платиш кири на време, тешки моменти што од животот, но со труд, со верба, со баш како што кажам, никогаш да не се откажуваш и сепак имав јас некоја поддршка од моите, колку што може да тие да ми пружат и тие не сака никогаш да се откажам и да се вратам назад во Неготино, бидејќи ги знае дека овде во Скопје или надвор од Неготино, дека Неготино е мал град, нема некои предиспозиции посебно за овој спорт или нешто за работа. Така да успеавме некако да ги издржиме тие тешки мигови, а нормално животот носи и добри и лоши работи и треба да бидеме свесни на сето тоа и тоа секојдневно се случува околу нас. Треба едноставно да го живееме животот, да знаеме да го живееме животот, да го работиме она што сакаме да го работиме, бидејќи не знаеме утрешниот ден што може да ни донесе.
така да уживаме едноставно во животот, да не скртуваме ништо од што може да скратиме. Нормално, на прво место, секогаш да не биде семејството, фамилијата, да мислиме на нив, нормално и за нас, но сите колку што можеме да си приуштиме и да уживаме, че животот е еден. Мене ме прави среќен што вежбам, што се хранам здраво, што се околу мене семејството, што сум дома кога ќе влезам, кога имам кој да ме пречека, жена, деца, 4 кучиња. Тоа ме прави среќен, тоа ме прави најсреќен. Кога одиме, кога патуваме, сакам многу да патувам, да шетам. Некој многу екстремен живот, богат живот или нешто, тоа никогаш не ме возбудувало, не сум го посакувал, ни па го посакувам ни сега. Посакувам некоја златна средина, најважно да имаме еден домашен мир, духовен мир, тоа што е, нема поголемо богатство тоа. Кога човек може мирно да спие, мирно да прошета со фамилијата каде сака да отиде, да не мисли на тоа. Така да кога беа моите најголеми подеми, веќе кога се вработи во Скопје на подобра работа, кога почнав и во спортот да напредувам, го изгубив и татко ми, например. Имаш во ист момент и добри и лоши работи што се случуваат. Треба да ги надминеш и тие, така да таков е живот. Знае да биде и суров и добар, но секогаш треба да се бориме. Затоа сме борци, гладиатори, не се откажуваме така лесно од ништо и може да пребродиме се. Само упорност, храброст, цел, визија. Да, тоа е најважно. Тоше мене ми е жал за загубењето на твојот татко. Јас знам дека ти си негова гордост и секогаш нели си бил. И пред малку, како што кажав и те најавив, дека поради сите овие твои совети кои што ти ги упатуваш на другите, поради оние ситници кои што значат многу во животот, ти затоа си идол на многу генерации. Затоа таков и остани. И сакам да те прашам дали сакаш да упатиш некој совет до оние кои што почнуваат да се занимаваат со бодибилдинг, што е она најважно кој што треба да го имаат во овој спорт. Нели, кажавме доста многу корисни совети, но дали сакаш, например, нешто да ја упатиш? Едноставно да си имате една јасна визија, една јасна цел, што сакат да постигнат од себе, дали едноставно што сакат во животот. Дали сакат да изгледат здраво, убаво, мажествено, дали сакат, па макар и жените да изгледат убаво со фитнесот, дали сакаме да одиме гордо низ улица кога шетаме или дали сакаме да одиме на ведната да се стравиме самите од себе. Значи изборот е наш. Не зборам за оние случаеви кај што веќе навистина има луѓе кои што поради здравствени причини не можат некои работи да ги работат или имат прекумерена тежина. Но луѓе кои што се здрави и прави, кои што Господ им дал се, а се ненаситни од јадење, пиење и сето она, тоа за мене е несватливо и тоа нема да го опростам на никој никогаш. Кога Господ ти дал и кога можеш ти самиот да бидеш здрав, прав, да пазиш на храна, да изгледаш убаво, да се храниш здраво, да бидеш самоуверен, да бидеш за мажите маж как што треба да биде, зошто да дозволиш да бидеш едноставно самиот од себе да се мразиш. А плюс и ние како родители нормално треба да бидеме пример за нашите деца. Бидејќи ние сме огледало на нашите деца и нашите деца гледат најголеми јуноци во нас. Ако ние станеме наутро и почнеме доручек со бурек, со нездрава храна, со ракија, со салата, со цигари, па не може да бариме од нашите деца тие да се хранат здраво, да имат здрави намирници. Ако ние не спортуваме, не можеме да бараме од нашите деца да спортуваат тие. Така да, како пример за нашите деца, треба да работиме многу работи, позитивни во животот, за да влијаат позитивно најпрво на нас, а потоа и на нашите деца. Така. И за крај, дали сакаш да поздравиш некого? Сите наши гледачи, сите идни билдери. Ете така. Тоа че ја сакам да ти се заблагодарам еднаш за оваа прекрасна лайв дружба. Морам да кажам дека многу пати знам да ги послушам твоите совети во врска нели со здравата храна, нели фитнесот. И навистина се многу од корист. И навистина ми беше огромно задоволство што беше дел од мојата емисија. Ти посакувам многу успеси. Остани таму каде што си на врвот. Ти си нашата гордост, така и ќе остане и се надевам дека ќе имаме уште еднаш нели вака заеднички разговор за вака убаво да помобетиме со сите оние корисни совети кои што ти знаеш да ги упатиш. Се најдобро за тебе и за твојата фамилија. Благодарам уште еднаш на поканата и навистина е прекрасно што може да имаме вакви емисии кои што може да колку толку да помогнеме кај луѓе да промениме свеста и да влијаеме позитивно на нив. Благодарам уште еднаш на вас и поздрав до сите ваши гледачи.
Фала ти тебе. Драги гледачи, овде се одјавуваме и ви благодариме за вниманието, па поздрав од мене и од Тоше. Чао, чао.